Во престолнината на светската цивилизација Рим, државно-црковната делегација на Република Македонија годинава реши државата да ја представи преку жива култура, но и историски документи за македонската државност. Ако досега сета програма се одвиваше во еден ден, од годинава представувањето на Македонија и чествувањето на Свети Кирил е модифицирано, трае 3 дена заради присуството на голем број странски делегации. Сметам дека овакви манифестации кои што се навистина традиционални, нудат навистина можност да Република Македонија на еден порепрезентативен и подостоен начин се презентира, бидејќи сепак ќе кажам, нашата држава има големо богато културно-историско минато, голема традиција и култура и навистина имаме што да покажеме пред светот и навистина треба да работиме во данас. Државниот архив донесе дела и документи од материјалната култура. Тука се и членови на етногрупа, а божествено звучеше во црквата Свети Санто Салваторе. Со настапот на женскиот хор при Македонскиот културен центар од Скопје, овде во комплексот Сан Микеле, завршува тродневното представување на културата на Република Македонија. Утре програмата продолжува со молебенот кој што ќе се одвива во 2 дела над и под базиликата каде што се наоѓаат моштите на Свети Кирил. Од Рим, Ивона Талевска, Сител телевизија.